od moj jagol. Mislim, znači postojam. Stравот од ајкули представува кошмар за многумина. Но освен што се окарактеризирани како чудовишта, ајкулите се навистина фасцинантни животни што се проучуваат и ќе се изучуваат и во наредните 100 години. Овие морски кучиња се страви трепет во водниот свет, а мора да се признае ги има и во дневниот, се движат, работат и постојат. Ајкулите се препознаваат по суратот и однесувањето. Ги има разни сорти и различни видови, зависно од самата позиција. Мислат дека царуваат и се неуништиви, но за жал погрешно, зашто се си има рок и траење во овој чуден свет на провокации и лажни изданија. Некој ги прифаќа, други отфрла. Еден се фаќа на мамецот, а другиот него ни забележува. Зависно од каде до каде се протега самата мрежа на вистината, поточно глупоста на самиот оратор. Време е на секакви, што би рекле народски, погрешни лица на погрешни места и во некое си време кое дошло и привршува, за да отстапи простор на ново и надежно време. Но тука е борбата на ајкулите и со ајкулите, бели, кучешки, биковски, чекан ајкула, тигровски, разни сорти, разни начини на игра и секако борба до крајот, но се си има свој ред. Да се плива со ајкули во ова време на невреме е навистина храброст, умешност и вештина. Ги има секаде околу нас и само чекаат да ве загризат и одстранат од океанот. Затоа, доколку немате подготвени перки, тешко може да се плива. Вака со нив, меѓу нив, полека, воедначено, левата, десната и си пливкате без да ве допрат и да ве повредат. Тие не дека ве гледаат секогаш како плен, напротив, не им пречи ако пливате на својот курс и го следите и нивниот по потреба, не влегувате во страничниот, но некога случајно или по потреба, ако влезете да пливате во нивниот дел, тогаш настанува борба или потрес, како сакате, и оноа познато не смееш тука, мораш вака и онака и онаму. Дај место и време да се средам, да победам, да успеам, да бидам попаметниот. Велам, така тоа си оди според нечи ум, нечи план, намера ако сакате, се размислува, но не секогаш и се остварува посакуваното и замисленото. Прашањето е зошто? Почитувани затоа што се е минливо и недофатливо докрај во овој нас свет. Правиш едно, се случува второ, непредвидливо и онака тивко нечујно. Чекаш и одеднаш ништо не се случува. Поминува за 2-3 дена, а мислиш најпаметен си бил со лажното изнесено и фрлено на пазарот. Ајкулата кружи и чека реакција и се заборава од чекање. Лажна узбуна, нешто не пали моторот како што се очекувало. И така, деновите си врват, секогаш не се реагира како што мисли ајкулата на денот. Таа сака да изненади, да испровоцира и да се скрие, чекајќи одговор од другата страна. Не сваќа дека и испровоцираната страна не е секогаш делфин за да се исплаши и реагира како што очекува таа, туку паметно си молчи и го чека крајот на ајкулата и нејзиното зашеметување од другата страна на брегот. Мудриот делфин потајно се радува и ја сожалува глупоста на белата ајкула, која кружајќи околу пленот заборава која е и што е всушност и влетува во мрежата на риболовецот. Многу работи се решаваат. Делфинот е слободен, а ајкулата на правото место што го заслужува. Но тука се ситните души и чудните сорти кои не сваќаат како се залетале, како можело тоа да им се случи ним,
И обезглавени без белата ајкула бараат нова ајкула преку најразлични начини, без никакво достоинство, без срам, и пак ја свртуваат играта на морето и океанот, каде што секогаш има гладни и незадоволни души од самите себе, а потоа и од сите останати. И така во круг пливаат ајкулите, се борат делфините и победува правдата. Велам на крајот, зашто долг е патот на делфинот до правдината, суров, подмитлив, огорчен, но сепак се успева во истрајноста на вистинското и доброто за нашата територија, за нашиот народ. И покрај се уште се има и достоинство, и образ, и култура на постоење, и радост, и почитување. После зимата доаѓа пролета, се буди, се расцветува. Време е за измени, ново живење, време е за љубов, време е за доброто да избие над злото, време е за големи дела, кои сите заедно всушност и ги сакаме и ги можеме да ги направиме. Злобата има кој да ја среди, затоа да пуштиме секој да си ја заврши работата како најдобро знае и умее, а и кулите, тие нека провоцираат и гледаат како тонат во своите замислени умови на раскош, на пари и немање обични нешта кои човекот го прават и среќен и насмејан, и човек во вистинската смисла на тој збор. Ајкулите се ајкули, опасни се и себични, самобендисани, внатрешно несрекни, додека делфините, тие пак се мили и организирани, еден за сите, сите за еден, имаат пријателско однесување и знаат за возврат. Пријателство, ведрина, среќа. Наспроти тоа, предатор, осаменост, злоба. Каде пливате? Дали сте ајкула или делфин? Почитувани, лавот никогаш не ја користи својата сила за да ги понижи послабите од себе. Од мене Наташа Андреевска и музичкиот уредник Билјана Николовска, имајте ден каков што посакувате. Од мој јагол. Мислам, значи постојам.